слушаат од галичник во река, што тешка несреќа ги збра, и мажите, и жените, та гласи тажна ека, и навева салкоб и зла. Дал град по лињата житородни ги беше фатил, ил ројот скакулци се вдал, дал султанот Арачлии час пред време им беше пратил, да збира арач луд без жал. Ни град по лињата житородни ги беше фатил, ни ројот скакулци се вдал, ни султанот Арачлии час пред време им пратил, да збира арач луд без жал. Та Кузман, јунак славен, падна убиен од гега. Тој Сердар прочут падна бој. И ке ги гази и плјачкаш од планините ни сега, а да ги брани нема кој. Земјоделци служители на Деметра баш така шепотеа за гласот зол, а жените што м чуја писнаа од силна мака и коси корнеа од бол. А гласот растеше и голем стана и се дигна ко боре и брзокрил. За час во сите ближни села толку бргу не стигна тој несреќен и ковен глас. Вдовиците и бедните ги гледаш солзи леат, и момите за своја чест, а земјоделците повтрештени од ровја веа на таа толку жална вест. Тоа е Григор Прличев, поемата Сердарот, кој победува на конкурс во Атина, го прогласуваат за вториот Хомер, и еве сме ние сега на местото на првиот Хомер, Дион, светиот град на македонците, овде во Егејско, што ја покажува и нашата теза која ја обработуваме со професор Валентина Божиновска за стилот на јазикот, на говорот, на стиховите, кој стил доминира во стиховите на поемата Сердарот, напишана на новогрчки јазик, значи наречен втор Хомер. Тие добро знаеле кој е првиот Хомер. И јас пишувам за духовната страна на стиховите, духовниот стил на стиховите на Григор Прличев, во кој тој постојано се повикува на Бог, игра за Господ, нели? Овој град, светиот град на македонците, зборува за македонска култура, за македонци, македонски полуостров, култура која е разлејана од сите 4 страни на границата на Македонија и се представува практично култура на соединување. Тука сме го снимаме овој настан за да се одбележи таа потреба. Еве гледаме тој што зборува, го спомнува Бореј, Хомеров ветер, ја спомнува Деметра. Значи, постојан е тој момент, иако тој е христијанин, нели, овде во поетскиот јазик не подсетува на поврзаноста на уметноста со Бог во македонската култура. Она што Ребека Вес го нарекува во својата книга Бело јагне, сив сокол, културата во Македонија не е технички трик, туку духовна, длабока врска со Отецот Небесен и Исус Христос. Значи, светиот град на македонците, ја читаме поемата Сердарот од Григор Прличев, напишана на новогрчки јазик, наречен втор Хомер. Веројатно тие добро знаеле кој е првиот Хомер. Имаме еден интересен човек, Константин Чулкас, учител во Битола, кој вели јазикот на славо македонците од Леринско е јазикот на првиот Хомер, раниот Хомеров јазик го зборуваат македонците од Леринско. Кој имаме речникот на Христијар Хердер за Илијада и Одисеја, во која се најдени идентични зборови од Хомеровиот оригинал со македонскиот јазик, современиот македонски јазик, односно со групата, како што ги нарекува тој, словенски јазици. Ние зборуваме за една македонска култура која може да ја ползуваат сите. Значи, не одрекуваме, можеме да ја споделиме, но вие не можете да ги негирате македонците. Затоа не е случајно што Григор Прличев одбива стипендијата на Атинскиот универзитет да студира во Лондон, во Кембридж, Оксфорд, се враќа во Македонија да создава еден свој пансловенски јазик. Албанците го читаме стихот Гологлави пристапија со почит. Гледате го тој стих со раце скрстени. Тој час најстариот се доближи и вземи удри очи, па прошепна со искрен глас.
и вез ден ти да плачеш, имаш зошто. Биди силна, ти изгуби, о мајко джин. Народните ке пеат колена со уста милна за делата на твојот син. Да, слугите на Арес ке го слават, мајко, сето што тој го сторил в подвиг смел. И сите певци ке те слават, тебе в шир по светот со еден занес толку врел. А ако сакаш, почуј, немој солзи да те душат. Ке раскажам што знам за се. Знам, свето е за херојство и подвиг да се слуша. Се молкна, сегде тихо е. Видете, тој истиот стил духовен што го има гневот о Божице, спеј го на Ахила, синот Пелеев. Кобниот гнев што им задал на ахајците, безбројни болки силни, во ад испраќајки многубројни юначки души, а пак трупојте пак правејќи ги пленој на пците и на јастребите сите. Тој е истиот стил, духовен стил, значи Хомер пеел за Бог, како тој го разбирал, се соединувал со Божјата сила, иако тогаш не бил најавен Исус Христос, нели? Се уште не беше овоплотен. Тој пее за Бог, играње за Господ, оддавање слава на Господ, ние денеска оддаваме на Исус Христос. Тоа е истата метричка структура што го има во духовниот текст, например на Светото писмо, на почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Бог беше Словото. Тоа е истата метричка структура, духовна сила и линија која е доминантна во приличевите стихови, значи духовниот стил, поврзаноста со Таткото Небесен Исус Христос е доминантна и затоа тие стихови се надземниот телесен свет, има духовна сила и победиле тогаш во Атина. За жал, Григор Прличев разбира дека таму не припаѓа. Разочаран, вели дека наместо злато добива сребро. Половината од наградата за венецот ја дава за благородни хуманитарни цели. Половината се враќа во Охрид и вели дека со тие пари ќе се обиде по црквите да ги преведува псалмите на нашиот словенски јазик. Албанецот решија злочинот да им го плати. Кузман ги запре со глава. Им влеа тој храброст и веднашка гласник ни прати. В борба не викаше, страва не минеше од нас. Од смртта исплашени тога седовме оружје в рака. Чувствувавме дека ни мрзнеше крвта, па кога Кузман сред јарос и мака се провикна. Бидете смели, о деца на река. Нечесност не ке не плаши. Спомнете си кој ви навредувал земја и нека срцата охрабрат ваши. Иако со виното вдовица вашата силна жет ја загасила медно. А ако ви бацило рака со насмевка милна, сираче неако бедно. Илако во гозби сте имале почесно место, кое гордост би рекол. Иако здравицата вам ви се здравила често, здравие ви посакал секој, па да се присетиме ние за тоа. И нека да се покажеме смели, да не речат дека сме туги на честа и дека фалби се нашите цели. Најуриш, судбината ни е во скутот на Бога, скриена, иста и сретна. Тој викна и разбуди смелост кај сите. И виорно коњикот летна, држејки во рацете сабија дамасклија, лута двеостра сабија од челик. Со викот и галоп го следеа коњот на Кузман, 10 јунаци смели, се спуштија како вихрогана далга во бојот, дишеа лутина страшна, а гегите паѓаа и го оставаа својот врел труп на земјата прашна. Интересен е овој стих, судбината ни е во скутот на Бога, скриена, иста и страшна. Тој повторно го кажува тој момент дека Бог решава за некои работи. Тоа се идентични стихови речиси од она што го зборува Ахил, еднаков бори за неборец маж и еднаков борец во една иста цена се страшливец како јунак, што ни треба војна против тројанците нам. Тоа е истиот духовен стил
поврзаност и играње за Бог, за семокниот Бог, што е одлика и стилот доминантен на овие приличеви стихови. Од ненадеж народот врати со плач на плачоите, како бран врз бран во брегот. Штом примолкна плачот, албанецот пак меѓу своите продолжи повтор за него. Не тажи го, жено, ти сина ти Кузман, бидејќи Господ во рајот го пратил. Ете го тој духовен момент. Господ во рајот го пратил. Неизмерни сласти му нудиш и само плачејќи душата ти му ја матиш. Бидејќи тој падна со своите бранејќи ја сонив херојски земјата мачна, а некако злосторник кого теми да го гони и фрла во јамата мрачна. И некако здушен од наказил, прогниен, гладен, и некако удавен в браној, и некако жена што потајно болести ја јаде, туку од јуначки рани. Да, не од недостојна смрт. За насилнички дела отплатник беше, знаејќи да одмазди смртно, за својата дружина цела, голем страф сегде ширејќи. Во страшната борба тој отепа не еден гега. Јас ке ти раскажам за нив, за нашите најарни херои кои подлегнаа сега сите од лутите рани. Значи, еве го тој момент, не тажи го женот и синат и Кузман, бидејќи Господ во рајот го пратил. Постојано е таа поврзаност со Бог. Тоа е она што, например, и на Вилијам Шекспир му дава изворна сила, неговите бесмртни, како да речеш, силни драми, за само Исус и Отецот се бесмртни, нивната љубов, се полни со цитати од Библијата. И тоа е таа сила, например, дури кај Чехов, каде што има цитати кај Достоевски, ја сеќавате таа духовна сила и поврзаност со семокниот Бог, гневот о Божице, пак ќе го споредиме, видите, истата метричка структура е почнува со дактили, нели, спеј го на Ахила, синот од Пела. Тоа е тој момент, зборуваме за култура која е во заедништво, во соединување со семочниот Бог. Тоа е стилот во поемата Сердар, духовниот стил на Прличевите стихови. Дел од наградата, која иако требала да биде во злато, токму Рангавис, забележувајќи дека големиот Григор Прличев, нарекувајќи го втор Хомер, го повикува кај него дома и се зачудува бидејќи дел од ликовите по имињата, како Кузман, Неда, Марија, Стан, Раде, Река, не се грчки автентични, туку не припаѓаат на грчката или митологија или некаква народна песна, туку припаѓаат на сосема друг словенски дел, ја дава наградата во сребра. Разочаран Григор Прличев вели дека тоне во меланхолија. Некои од луѓето кои што се големи пријатели на Григор Прличев ќе речат дека после добивањето на наградата, наместо свечена литургија, свеченост низ градот, кој што луѓето сакаат да го запознаат кој е големиот втор Хомер, ќе забележат еден трескавичен лик. И самиот Григор Прличев ќе запише, почитувани гледачи, личев на човек кој имал месец дена. Ковтрештена беше, молчалива риба, но бликна одеднаш болката пуста и тежеше в гради, ја натера гневот, да викна луто мајчината уста. Зар пак, о разбойници, зар повтор со злосторни, ужасни мисли сте полни, скитници, грабливи страчки? Зар пак, о разбойници, кроите некакви волни убиства, кражби и плячки? Зар не се сеќавате, клетници, Божијата рака како ве разори смачка? Еве го тој момент, Божијата рака како ве разори смачка. Ил диво се смеете, син што загина сакан, мислите час се за плячка. Но и други борци ќе воскресне река, и водач нивни ќе излезам в гора. По вашата трага ќе тргнам и по вас ќе одам. Јас да ве уништам морам, ил мртва ќе паднам. Зошто ми е животот кога син ми неодмазден ке е? Во бојот ќе побарам смрт, но по желба на Бога, ете го вториот момент, по желба на Бога може и триумф да грее. Тоа е тој духовен
духовна поврзаност на Прличев, која му дава сила од стиховите. Ја сила да видам ке жртвувам живот копнејки, сили со радост ке зберам, но залудо ти, тоа се тие дактили, леви и десни, ти ми го фалиш кој јунак, бидејќи враг си му не му повера. Дароите на врагот се омразни, храброста нема што да ја фалите вие, го нејќам јас венецот никакве што и го спрема, замисли други што крие. Значи, обврзно дактилите, рам, пам, пам, тој 17-осмински такт, што го има во Хомеровото оро, се доминантни, дактилот е метричка обредна стапка, има леви и десни дактили, тоа не е разбирливо за телесната уметност, за телесниот театар. Ова е последното парче, во кое практично се отвара таа духовна врска мајката. Ти брзаш, мој сине, да земеш венец од ловор во крајот на блаженства. Зборува за задгробен живот, за крај на блаженства, кај што не се знае за болка и време, каде што таму во рајот приказни можеш да сретнеш задоволства толку. Песни се нижат ко гласови, што досега не слушнал смртник, бескрајно колку векови минат код часо, изборува за една вечност, парафраза на оној стих 1000 години, како денот од вчера, што вели Исус Христос. Зборува за духовниот свет. Сред ливада таму татко и син ќе се сретат во ливадата, во духовниот живот. Таткото сина ќе гушни, во борбите диви што сторила твојата чета, од тебе тогаш ќе слушне. Значи тоа е тоа. Починате таткото одамна, синот сега починал и тие се среќаваат. Ќе го гушне со насмевка милна, радосно ќе го баце, а мајката вели ќе го бакне, може би и мене ќе ми подадете раце, значи знае дека еден ден сите ќе заминеме таму, во духовниот свет. Има живот после смртта, кај нашиот Татко Небесен. Ние го имаме Исус Христос, ја победи смртта, вечен живот ни подари. Тоа го знае Исус, душата се враќа кај оној што ја дал. И тоа овде сум во светиот град Дион на македонците. Во театарот во Дион ги нема камењата. Каде се камењата? Ова ми го раскажале претходно, дека се фрлени во морето. Тој друга приказна нас зборува за овој Дион, свет град, каде што македонците пред што да правеле било какво дејство, одбележувале слава на семокниот татко. Под планината Олимп, нели? Правеле чествување, барале сила, поддршка од тогашниот Бог, и Григор Прличев исто така оддава слава на Таткото Небесен, на Исус Христос. Тоа е силата која има во неговите стихови. Тоа е силата во македонската култура, тие дактили, Ребека Вест. Македонската култура не е технички трек, туку е духовна врска со Таткото Небесен и Господ Исус Христос. Затоа ние зборуваме за два народи, избрани садови, Израел и Македонија, кои ја прославуваат духовната сила на нашиот Создател Исус Христос. Значи, евреите го распнаа Исус и заврши една работа, тој се овоплоти кај нив, а македонците го повикаа Дела 16:9 да помине тоа христијанство, нели, во европското тло. Ова што дава посебност практично на македонската култура е таа поврзаност, таа врска. Читај како што писуваш, совршенството на македонскиот јазик. За жал денеска имаме состојба каде се негира македонскиот јазик и култура од нашите соседи. Бог ги дал имињата на народите, но сепак нашите соседи негираат, за жал. Тоа е најмалку да кажам духовна сиромаштија. Како да се одврзеш од материјалниот свет, да излезеш од царскиот закон на љубовта, да не ги љубиш другите, ти не го признаваш твојот ближен, не го љубиш, го мразиш, не го признаваш културата и светот. Не можеш да напишеш вакво дело како Прличев. Тоа се прашања првиот Хомер, вториот Хомер, третиот Хомер, Григор Прличев. Ова поема е полна со духовна сила, кој покажува дека Господ, Таткото му дава сила на Исус Христос, за него твори
го споменува за тоа соединување, она што го нарекува чествувањата Аристотел, што се случувале овде во Дион, биле да се соединиш со Бог, да направиш еден дух и едно тело, не да ги повторуваш обредите папагалски. Значи, еден дух да бидеш, да се вратиш во духовното царство. И тоа е уметноста која е жива, која те менува, ти прави катарза да се промениш, да одбиеш да живееш како порано. Овој истражувачки проект што го направивме со УКИМ и Факултетот за драмски уметности, повторно само ја враќаме таа духовна светлина на македонската култура, на поврзаноста, незината поврзаност и свесност дека горе на небесата таткото дава, и затоа Еврипид го направил принципот Deus en machina. На почетокот и на крајот на представата го повикувал Господ Исус Христос, односно таткото небесен, да донесе суд, го повикувале на почетокот на представата, да дојде да земе учество, и на крајот му благодареле и го поканувале да пресече тоа што се играло, да не им се случува во животот. Нешто што денеска тешко разбирливо на македонскиот полуостров. Во текот на нашиот научно-истражувачки проект со професорот доктор Тихомир Стојановски ги поминуваме античките театри низ Македонија, но делумно се наоѓаме и во соседна Грција. Поминуваме да го разгледуваме духовното чувство на Григор Прличев и неговиот Сердар, и особено звукот на стилот на изговорот на нашиот Сердар од Григор Прличев. Она што за жал денеска морам да го констатирам, се наоѓаме во Олинтос, населба античка од 4 век пред наша ера, но за жал заради временската непогода која е елементарна од премногу врнежи не можевме да стигнеме до археолошкиот локалитет, но затоа направивме огромни снимки кои ќе ги имаме во нашиот филм. Ова се бедените од градот и затоа ова видео ќе го направам токму од задната страна на бедените.